Сите политички партии во Македонија во 2008 година биле против предлогот на медијаторот Метју Нимиц за име со географска одредница за употреба во меѓународни организации со држави кои веќе не признале подуставно име. Според тајните документи на Wikileaks, што ексклузивно ги објавува Алфа, овој предлог за сите политички чинители бил оценет дека е само во полза на Грција. Документите говорат дека на средбите што заменик американската државна секретарка за Европа и Евроазија Розмари Ди Карло ги имала со тогашната власт, шефот на државата и другите партии, таа барала поголема флексибилност за предлогот на Нимиц. Се вели во телеграмите пренесени од Wikileaks што тогашната амбасадорка на САД Джилијан Миловановиќ ги испраќала до своите претпоставени во Вашингтон. Ди Карло го посети Скопје на 27 јуни и поединечно се сретна со премиерот Груевски МНР Милошовски, председателот Црвенковски, лидерот на ДУИ Али Ахмети и лидерот на ДПА Мендух Тачи, подпредседателот на СДСМ Јани Макрадули и преговарачот за името Никола Димитров. Таа бараше од сите партии поголема флексибилност во преговорите со Грција, но сите соговорници подвлекоа дека последниот предлог на медијаторот Нимиц е премногу насочен во корист на грчката позиција за да биде прифатен од Македонија. Дека Македонија може да има подобра позиција од аспект на интересите на државата, со што ќе се заштити идентитетот на македонскиот народ, сметал и тогаш официјалниот преговарач за името, сега актуелен шеф на дипломатијата Никола Димитров, пишува во документот на Wikileaks. Димитров бил свесен дека во наредните неколку месеци нема да има решение на спорот со името, но потенцирал дека владата ќе изнајде начин подобро да ја презентира својата позиција и да добие меѓународна поддршка. Официјалниот преговарач за името Никола Димитров се сретна со заменик американскиот државен секретар Розмари Ди Карло откако присуствувал на средбата која што Црвенковски ја имал со Нимиц. Димитров рече дека новиот предлог на Нимиц вклучувал различни можни географски модификации кои би биле употребувани за целосна меѓународна употреба, вклучувајќи ја и билатералната употреба со државите кои веќе ја признале Македонија под уставното име. Димитров рече дека овој предлог бил премногу пристрасен во грчка полза за истиот да биде прифатен од страна на владата на Македонија. Како резултат на тоа, Димитров беше убеден дека нема да има решение во следните неколку месеци. Во меѓувреме, Димитров подвлече владата на Македонија ќе се обиде подобро да ја презентира својата страна во однос на името пред европските лидери и медиуми со цел да обезбеди поголема меѓународна поддршка. Розмари Ди Карло присуствуваше на подпишувањето на договорот во Преспа во јуни годинава. Предлогот на Нимиц од 2008 што според Wikileaks и за преговарачот Димитров бил пристрасен во полза на Атина, а штетен за Македонија, сега доби и негов подпис. Со договорот во Нивици, Македонија освен што ќе го смени уставното име за домашна употреба, премиерот Зоран Заев ќе треба да ги информира 190 земји членки на Обединетите нации дека Македонија во иднина ќе го користи името Република Северна Македонија во билатералните односи со сите држави.